Во Крушево по 7-ми пат се одржа Macedonian 4x4 трофи, кој слободно може да се каже дека е најадреналинскиот настан за 2026 во Македонија. 4 дена грмеше крушевската корија, превртување на возила во реки, возење низ крајно непристапни предели, поминување низ блата, возбуда на максимум. Со еден збор, спектакл кој што ретко може да се види. Организатори веќе 7 години поред се членовите на клубот Offroad 4x4 од Прилеп. Теренот во Крушево е доста солиден за овој настан. Тука имаме надпреварување во блато, по камен, височини, спустови. Сето тоа ни го дава овој предел во општина Крушево, односно од преубавата планина, за ваков настан. Нашите надпреварувачи од ден на ден секогаш ги прашуваме околу патната книга, роубукот, дали е сето точно, дали е сето во ред. За сега се задоволни. Се надевам дека овој ден ќе го поминиме како што треба. Нема да имаме никакви проблеми. Сите ќе бидат испратени во најдобар ред. Околу настанот, околу трките што ги спремаме ние овдеке, што не ги дава планината, спрема такмичење со другите држави, како што се, да речам, одредени земји Србија, Босна, Црна Гора. Ние можам да речам го имаме скоро истото ниво, мада и подобро. Стазите се многу тешки, возилата треба да ги испитаат, значи, овдеки тоа што ни го дозволува планината. Стазите се доста тешки, али за некој од надпреварувачите тоа е ништо, али за некој е многу тежок ден. Секој ден што ќе се вози на оваа трка, секој е различна патека, секој терен е во различна насока. Оваа година имаме надпреварувачи од доста држави. Имаме за прв пат надпреварувач од Полска, сме премногу задоволни оти не посетуваат и од настрана од Балканот. Имаме надпреварувачи по прв пат дојдени од Црна Гора, доста успешни дечки, што има поминато доста трки низ Балканот. Имаме редовни надпреварувачи од Грција, не посетуваат секоја година, па и оваа. Имаме надпреварувачи доста надпреварувачи од Бугарија, кои што секоја година се поуспешни, се поупорни, се повеќе имаме како бројка надпреварувачи и нашите надпреварувачи македонски. За награди, наградниот фонд секоја година пробуваме да биде се подобар, се поголем. Имаме доста награди, како и парични награди, така и награди што се од вид на гуми, на витла и на така натаму опрема за нивните тркачки возила. Офроад опрема. Наградите се поделени во класи, имаме награден фонд еден за челендж класата, еден за адвенчер класата. Организаторите велат дека овој спорт не се практикува за пари или за заработување, туку исклучиво од љубов. Иако скап спорт со скапи возила, сепак доколку нема желба за него, нема да можеш да бидеш успешен офроуд возач. Овој спорт и оваа трка како е настаната и сите слични трки на Балканот се настанати прво од љубов. Сите купуваме возила, правиме возила прво од љубов кон планината, љубов кон спортот, љубов кон адреналинот. Возиш прво рекреативно, после настанува па тркачко возило, па поспремно возило, па ајде да пробаш некоја трка, па посла, па поголема и настанува ваков настан. Значи настанот е на врвно ниво на Балканот, една од подобрите трки можам да кажам на Балканот, убедливо. Тркачите ни се секоја година се поуспешни, се подобри тркачи имаме со спремни возила, значи и така настанува љубовта. На прво место љубовта кон спортот, љубовта кон самата планина, самата природа и адреналинот. Бидејќи голем дел од странските учесници се веќе редовни посетители на ова трофи, организаторите мора секоја година да ги менуваат стазите и да ги прават се потешки и потешки. Теренот пред да започне надпреварот се подготвува со месеци. Дури има и ноќна етапа, која што е можеби една од највозбудливите трки од овој настан. Имавме ноќна етапа, сериозно тешка, невидлив терен, врнежи, малце оваа година времето не ни помогна да биде како што треба, али поминавме во најдобар ред. Ноќната етапа ја поминавме на место број 1,
сите се вратија. А најинтересниот момент кој што докажува дека се е за љубов во овој спорт е тоа што дефектите на возилата се поправаат на лице место. Ако некој дел е комплетно неупотреблив, се порачува веднаш од цела Македонија, се бара во кој град го има и се брза истиот да се донесе што е можно поитно во Крушево за да тоа возило продолжи со трката. И оваа трка и секоја што ја поминавме, тркачите имаат нормално, терените се тешки, дефекти помали, поголеми, ама се многу упорни, можам да кажам, сите тркачи се многу упорни, возилата се расипуваат, на самиот терен пробуваат да ги направат, да ја продолжат трката, кои што не може се враќаат во нашите кампови, ги спремаат возилата и секој ден успешни продолжуваат со трката и можам да речам дека скоро сите возила ќе ја завршат трката во најдобар ред. Macedonian 4x4 трофи е доказ дека Македонија е подготвена да организира вакви надпревари од европски калибар, кои може да се носат рамо до рамо со елитата од овој спорт. А освен спортот, овие офроуд шоува имаат и туристички карактер за презентација на убавините на нашата земја.